Пијаните возачи во Молдавија ќе мијат мртви тела ако сакаат да им биде вратена возачката дозвола. Според новата така наречена програма за превоспитување, која има за цел да го спречи возењето под дејство на алкохол, шоферите ќе мора да работат во мртовечница. И не само тоа, туку за да влезат во програмата, возачите кои ги изгубиле дозволите ќе треба да платат околу $225. Во рамки на програмата, оние возачи кои биле фатени во алкохолизирана состојба ќе помагаат во лекување на повредените во сообраќајни незгоди, а доколку нема такви, тогаш ќе работат со лекари во мртовечници. Програмата започнала неодамна во мртовечница во Кишињев и веќе по само неколку минути почнала да дава резултати. Учесниците коментирале дека веќе никогаш нема да се напијат ниту капка, а според стручњаците, овој проект ќе има огромен психолошки ефект врз пијаните возачи. Во Македонија пак Министерството за внатрешни работи повеќе од година ден, преку засилени акцијски контроли, се обидува да го намали бројот на возачи под дејство на алкохол. Но судејќи по бројките само од синоќ, апелите и контролите изгледа не помагаат многу кај македонското население. Билансот од саботната вечер е санкционирани 44 возачи под дејство на алкохол на територијата на цела држава. Само во Скопје, во изминатата ноќ биле изречени 15 мерки за возење под дејство на алкохол, 12 во Тетово и 17 во Битола. Речиси секој викенд билтенот на МВР е полн со бројки не само за пијани возачи, туку и за бројни прекршоци во сообраќајот. 175 возачи биле санкционирани само синоќа во Скопје заради разни прекршоци од брзо возење до возење без возачка дозвола и непочитување на сообраќајната сигнализација. Ништо подобра не е ни сликата во Битола, каде 45 мина возеле пребрзо. Поригорозна мерка се подготвува дури на крајот на годината ако се усвои предлогот на Министерството за правда, со кој возењето под дејство на алкохол ќе биде кривично дело и казниво со парични казни или казна затвор до 3 години. Исто така, како кривично дело, ќе се смета и доколку возачот е под дејство на други психотропни супстанци, возење во забранет правец, претекнување на колона возила на непрегледно место и возење над 70 км на час повеќе од дозволената брзина.